Артан Груби не е државјанин на Албанија. Нема ниту запис во албанскиот службен весник кој би покажал дека Груби се здобил со нивно државјанство, објавува истражувачката мрежа Бирн. Тие контактирале со кабинетот на албанскиот претседател, од каде добиле потврда дека Груби нема нивни пасош. Според ова, доколку на вистина екс вице-премиерот, за кој има сомнеш дека се наоѓа во местото викано Хамалај, во близина на Драч, сака Албанија да му биде застолниште, не му преостанува ништо друго освен да бара азил, но не и да го добие. Според меѓународните конвенции за економски криминал сторен од политичар додека извршувал владина функција, вообичаено не се дава политичка заштита. Бегањето од одговорност за такви кривични дела не е основ за добивање на азил. Напротив, државите согласно меѓународните конвенции се обврзани заради спречување на организираниот криминал да соработуваат и да придонесуваат за спречување на таков криминал, бидејќи тој криминал им штети на граѓаните на државите. Доколку пак албанската полиција се реши да го лоцира Груби и да го уапси врз основа на потерницата, тамошната влада мора веднаш да извести Македонија и да му определи екстрадиционен притвор. Мислам дека постапката за екстрадиција во вакви случаи не би требало и не би смеело да трае долго време, заради тоа што ние сме сите свесни дека прашањето за организираниот криминал е прашање кое што има од светско значење, значи тиите држави треба да се борат против тој криминал и мислам дека ни една држава не може да биде во функција на тоа да штити такви сторители на кривични дела. Македонија има договор за екстрадиција со Албанија уште од 1998 година, но за сега, барем официјално, се уште не се знае точната локација на Груби, доколку биде уапстен и екстрадиран. Во моментов кога ќе зачекори на македонско тло, треба да замине за решетки во шутка како осомничен за милионскиот криминал во лотарија.